Вести на Канал 8. Добро вечер. Кочанци се вице шампиони во регионот според бројот на земените кредити и сумата што им ја должат на банките. Со платите што ги заработуваат, ќе им треба половина година за да се раздолжат, без парите да ги трошат за други намени. 12 милиони евра во вид на кредити се задолжиле кочанци кај деловните банки. Тоа ги става на второ место веднаш зад Штипјани, според висината на сумата што треба да ја вратат на финансиските институции од кои ја позајмиле. Во просек, секој од вработените околу 9000 граѓани должи по 1500 евра, што ги зеле како краткорочна или долгорочна позајмица од некоја банка. Кредитите најчесто се земаат за средување на домаќинството, иако има и такви кои позајмуваат за школување на децата, за купување облека, а се почесто и за враќање на претходно земените кредити. Имаме село горе, имаме виличка, сакаме нешто околу неа да призаваме куќичката нагоре, ама ќе видиме натака. Па потрошувачки кредит за дуќан тука држиме, за те вакви производи држиме. Никогаш не сум во мојот живот земал. Социјалка земам 1500 на 3 месеци еднашка и толку. Освен потрошувачките кредити, граѓаните најчесто се задолжуваат и со користењето на кредитни картички. Просечно, секоја таква картичка е во минус по околу 650 евра, а бројот на картичките постојано расте. Просечната плата во бергалничкиот регион изнесува нешто повеќе од 15.000 денари и ова ниво го одржуваат примањата на вработените во јавните и државните институции. Тие се и најчестите корисници на кредити, затоа што банките имаат некаква сигурност дека позајмените пари ќе им бидат вратени. Сепак, граѓаните не се одлучуваат секогаш да земат кредит, бидејќи се свесни дека позајменото не може да се врати лесно. Каснени плата, немаме здравство, 3 месеца немаме здравство и не сум сигурна во кредит да земам. Не е сигурен сега кредитот да се зема. Иначе порано само кредит земавме кога градевме, сега не. Статистичките анализи покажуваат дека слично на задолженоста на граѓаните во незавидна положба се и предпријатијата. Во моментот во просек секоја компанија за кредит должи по над 28.000 евра. Со оглед на влијанијата на економската криза и намалената куповна моќ на населението, и тие се среќаваат со проблеми за враќање на кредитите. Токму затоа предпријатијата најчесто бараат позајмици за надминување на тековните финансиски проблеми, а поретки се оние кои бараат заеми за инвестиции. Потребниот специјалистички кадар што недостасува во Кочанската општа болница се решава со позајмување лекари од другите градови. Таков е случајот со невропсихијатриското оделение, каде доаѓаат специјалисти невролози од Штип. Најдено е привремено решение за недостигот од специјалист невролог во општа болница во Кочани. За да се згрижат пациентите од општината и регионот, на помош доаѓаат лекари од Штип. Ваквиот начин на давање услуги на пациентите функционира повеќе од 1 месец и засега се покажал како успешен. Иницијативата штипските лекари да доаѓаат кај нас дошла од Министерството за здравство, а со цел да се намали гужвата во болницата во Штип. Двајца невролози одат по 2 дена во Кочани, во мој термин, за да приближиме невролошката амбуланта до овие пациенти што гравитираат према нашата општина, некаде на средина, за да не пациентите да не доаѓаат во Штип, туку ние да отидеме таму. Годишно по околу 800 до 900 граѓани од источниот дел на Македонија имаат здравствени проблеми од невролошки карактер, а според Трајкова, овој број во последните години има тенденција на зголемување. Поради тоа, со доаѓањето на штипските специјалисти во Кочани се намалила и гужвата што се прави во нивната матична болница. Се повеќе и повеќе цереброваскуларните болести, кардиоваскуларните болести се на врвот на чести заболувања, ако не и меѓу најчистите. Ако ви кажам дека меѓу 70 и 80 пациенти е месечниот број на хоспитализирани болни на ова оделение, со повремено и можност таа бројка да ја надминаме над 100. За волја на вистината, ниту Штипската болница не може да се пофали со доволен број невролози специјалисти, затоа што во моментот работат само 3, а очекуваат уште еден да се врати од специјализација.
Се планира на доусовршување да се испратат уште 1 или 2 лекари, но со оглед на фактот што специјализацијата трае 4 години, не може да се очекува дека во скоро време ќе се задоволат потребите од ваков медицински кадар. Грипот коси. За само една недела регистрирани 133 ново заболени. Состојбата не е алармантна, но може да стане загрижувачка поради временските прилики кои овозможуваат размножување на вирусот. За само една недела, кај нови 133 лица е констатирано заболувањето. Од Центарот за јавно здравје во Кочани велат дека место за паника нема, бидејќи споредбено со претходните години интензитетот на заболени од грип бил очекуван. Причините за порастот на бројот на заболени е релативно топлото време за овој период од годината, а временските услови се поволни за размножување на вирусот, заради што е потребно почесто проветрување на просториите во кои се престојува. Според директорката на Центарот за јавно здравје Благица Ѓурковиќ, од вкупниот број на нови случаи заболени од грип во Кочанско најмногу се на возраст од 15 до 64 години, или вкупно 95 лица. 28 се на возраст над 65 години, 8 се деца на возраст од 5 до 14 години, а кај малите деца до 4 години се регистрирани 2 случаи. Матичните лекари работат според протоколот за заболување од грип и на лицата со хронични заболувања и со покачена температура и типични симптоми на грип. Им препорачуваат одредена терапија. Најефикасна заштита од грип е вакцинацијата, која се препорачува на сите, посебно на постари од 65 години, болните со хронично оболени бели дробови, срце, бубрези, диабетичари, личности со послаб имунитет, личности кои се лекуваат со хемо или радиотерапија и личности со малигни заболувања. Сепак вакцинирањето против грип во Центарот за јавно здравје е завршено, но затоа има доволни количини од лекот Тамифлу кој пак треба да се прима во првите 24 часа од појавата на симптомите. Проблемот со локацијата на пазарот во Кочани нема соодветно решение. Така велат одговорните во општината, па останува со парцијални и повремени подобрувања на просторот да се надминува тесното грло што се јавува секој пазарен ден. Општината нема ефикасно решение за нова локација на градскиот пазар во Кочани. Метежот во централното градско подрачје по 4 улици кои го поврзуваат северниот со другите делови од градот ќе продолжи и во иднина. Недоволниот паркинг простор и расфрланоста на тезгите по сообраќајниците и понатаму секој четврток ќе остане проблем за жителите кои живеат овде, но и за другите граѓани кои треба да поминат во правец на Браната градче и обратно. Општинарите нека направат место, а дека треба да биде, нека биде. Важно улицата во не е пазар. На улицата. Нема возила, пешаците се сгустети и така, сметат се еден на друг. Тука многу гужва е, преференција на народ има многу и треба да се дислоцира. Дај Боже од работа дојдеш си на брзина да купиш, све ти заврте, паднеш и нема никако ни да дојде брза помош ни да одиш до болница, можеш на сместо да умреш. Треба да се туре да ред малку, да има и улици и пазар да се прошири, а не само да дојдат на човекот да му зимат толку пари да му земат, а што се му дали услови? Нема никакви услови. Во својата предизборна програма за вториот мандат, градоначалникот Димитровски не го ставил пазарот како приоритетен проект. Спомнал дека ќе се направат напори за уредување на просторот, за што се предвидени да се потрошат околу 740.000 денари. Прашањето на пазарот за Кочани е можно исто така болно заради тоа што ние немаме таква локација каде што можеме да го дислоцираме. Разговаравме на комисијата за урбанизам, разговаравме со планерите, имавме согледување од многу граѓани, пазарот треба да биде во центарот на градот заради тоа што нели сите се така движат. Тоа што е направено е таму направено сега на времето, тоа е минато свршено време. Ние ќе настојуваме таму да си остане пазарот, а да го овака модернизираме поединечно колку можеме. Освен неповолната локација, проблемот со пазарот останува и со продавањето на прехранбените продукти на земја. На последната седница на Советот беше побарано да се преземат мерки за средување на состојбата. Водовод годишно инкасира од 1,2 до 1,3 милиони денари од пазаришна такса и редно е да се интервенира со дел од овие средства. Се залагам, предвидените средства во програмата, по можност и повеќе, што побрзо да се употребат за да се почувствуваат благодетите од подобрувањето.
За разлика од Кочани, некои од соседните градови, како Штип, например, најдоа соодветно решение за дислоцирање на пазарот од централното градско подрачје. Затоа прашање е дали навистина пазарот во Кочани и во иднина треба да остане таму каде што е, или би можело да се размислува за друга локација, како што е онаа кај Панагирот или нешто слично. Уште една успешна крводарителска акција на Кочанскиот Црвен крст. Дарувани околу 30 единици крв. Најмногу застапена нулта позитив. Дефицит се јавува на крвната група АБ негатив. Скоро сите дарители побараа да им биде направена биохемиска анализа на крвта. 30 крвни единици даруваа кочанските граѓани на редовната крводарителска акција што се одржа во Црвениот крст. Граѓаните секогаш се хумани кога станува збор за дарување на скапоцената течност, но се уште не може да ја надминат соседна Виница, чии граѓани се рекордери во државата во дарување крв, потенцираше доктор Илија Петрушев од Оделот за трансфузиологија во Штип и додаде дека и покрај редовноста на кочанци во дарувањето, секогаш постои недостаток на посебни крвни групи кои најмалку ги има. Во различен период различни групи се недостасуваат. Меѓутоа секогаш универзална најретка група е АБ негатив. И сега најчеста група е нели нула позитив. Меѓутоа не е секогаш правило тоа. Некогаш снемуваме и нула позитив. На крвните групи со РХ негатив отпаѓаат само 15% од вкупното население. Од таа причина секогаш се јавува и дефицит на овие крвни групи со негативниот фактор. Околу 40 пати. Мислам дека може и повише да е, ама толку ги бројам, имам нешто неупишано во книгата, мислам во тоа што ми е крводарителската книжка, не сум упишал и не знам. Баш е убаво, за мене е многу добро. Јас се многу добро чувствувам кога давам крв. Сега што немам дадено 5-6 месеца, па тешко се осеќав, пошто сум навикнат на 3 месеца стално давам и така. Па хумано, нормално. Нели, тоа е целата работа, значи се дава за да помогне на некој што сигурно му треба. Колку пати до сега давате крв? Па повеќе од 10 пати. Граѓаните и овој пат ја имаа можноста да направат биохемиска анализа на крвта и ја искористија скоро сите дарители. Двете негователки што работат во виничката градинка Гоце Делчев, како и лицето вработено во Ромскиот информативен центар во општина Виница, преку проектот Инклузија на деца роми, со следниот оглас трајно ќе им биде решен статусот вработување. Така вети министерот Неждет Мустафа при последната посета на оваа општина. Во текот на годината со помош на рамковниот договор се вршат вработувања во државната администрација. Се отвора можност такви вработувања да има и во Виница. За оваа општина конкретно се однесува на вработување на негователките во градинките, како и на лицата кои што работат во ромските информативни центри. На последната средба со градоначалникот Дончев, министерот без ресор Неждет Мустафа најави вработување на истите. Тоа во пакет да ги вработиме со следниот отворен конкурс, да ги вработиме сите кои што веќе постојат како структура во градовите и во локалната самоуправа. Имаме еден во Ромскиот информативен центар и две имаме негователки. Што значи дека нашата цел е да ги вклопиме во соследниот оглас за вработување. Двете негователки и лицето вработено во Ромскиот информативен центар повеќе од 5 години работат по договор како дел од проектот Инклузија на деца роми. На ниво на Македонија такви се 19. Откако ќе заврши вработувањето на трите лица, министерот Мустафа најави ново волонтирање на други кои понатаму ќе бидат потенцијални за вработување. Делата на кумановските академски графички уметници представени пред кочанската јавност. Изложбата под наслов Кумановски графичари 2013, 2 недели ќе им биде на располагање на кочанските граѓани. Најновите графички реализации на академските графичари од Куманово изложени пред кочанци. Изложбата е дел од проектот Кумановски графичари, во кој годинава учествуваа 7 уметници. Се работи за веќе формирани и препознатливи авторски индивидуи од повеќе генерации. Дел од нив постигнале многу успеси во својата работа, а дел доправа ги најавуваат своите посериозни зачекорувања на македонската ликовна сцена.
Материјалот што е изложен говори за моменталните тематско-технички преокупации на самите автори. Доминира полихромната графика со акценти специфични за секој автор поединечно, мноштво на сензибилитети и естетски раскажани со поедноставениот графички јазик, кој што пак делува силно и впечатливо во настојувањата да ја достигне висината на универзалното разбирање и комуникација. Овој проект инаку функционира на биенална основа. Првата ваква изложба, значи ја започнавме 2013 година. Ова изложба можам да кажам дека своите најголеми дострели ги достигна во 2006 година, кога беше презентирана во Македонскиот центар во Њујорк. Инаку сека година функционира на принципот на отворен конкурс кој го праќаме до кумановските графичари. Младите доста се заинтересирани за изучување на графичката уметност, зашто говори фактот на големиот број дипломирани графичари, во што предничи Куманово со најголем број на вакви уметници, додава Цветковски. Изложбата го имаше своето премиерно представување во Куманово, пошто беше представена во Кратово, сега во Кочани, а следниот месец ќе биде представена во Крива Паланка. Изложбата ќе биде на располагање на кочанци во наредните 2 недели.
И за крај информацијата од спортот. Екипите на Баскет Дино играат два исклучително важни надпревари за остварување на амбициите. Тимот во третата лига гостува во Куманова, додека во М18 ја пречекува екипата на Гоце Делчев од Штип. Во следното коло од пролетната полусезона, Баскет Дино е домакин во два надпревара, а во исто толку гостува. Во рамки на второто коло од третата македонска кошаркарска лига, Баскет Дино внедела во Куманово ќе се сретне со Михајловски. За остварување на амбициите на кочанскиот представник му се потребни бодови во ова гостување по минатонеделниот висок пораз во Струга од Црндрим. Ден предходно пак, екипата на Сашко Лазаров во конкуренција на М14 му гостува на Борец во Велес. Домашните надпревари ги играат екипите во М18 и М16. Во М18 лигата, во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов, Баскет Дино се среќава со екипата на Гоце Делчев од Штип. Надпреварот се игра в сабота со почеток во 18 часот. За сигурно место во плейофот на кочанските кошаркари им е потребна победа во овој надпревар пред својата публика, а во овој меч ќе бараат и рехабилитација за дебаклот во Скопје од екипата на Мазата. Недела со почеток во 11 часот, Баскет Дино во рамки на М16 лигата ја пречекува екипата на Илинден од Скопје. Тој надпревар е закажан за 11 часот. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.